Дајте накусо се потсетивме што ќе имаме можност да следиме во текот на овој ден нова фреквенција. Како што пред малку кажав, гостин во нашето студио денеска, господинот Сашко Николов, градоначалник на Радовиш. Добро утро, добре ни дојдовте. Добро утро и добро ме најдов. Мило ми што одвоивте време, верувам дека имате многу обврски како и сите останати, но ете сепак ја прифативте нашата покана да бидете дел од Здраво Македонија со една цел, нели да позборуваме за она што беше актуелно во текот на 2013 и она што е планирано да се случува во Радовиш во следната 2014. Бидејќи веќе сме на крај на оваа година, дали успеавте да остварите се што беше планирано? Од кога дојдовте нели на ова место градоначалник на Радовиш? Добро вака, значи бидејќи поминаа веќе 7-8 месеци, имаме некоја генерален пресек направено за сето она што се случуваше во општината Радовиш, во делот на спортот, во делот на образованието, во делот на економијата и сите други сегменти на нашето обкружување. И јас, можеби и луѓето околу мене заедно со мојот тим, апсолутно сме задоволни за сето она што го сработивме во овие 7-8 месеци, бидејќи направивме динамика на случувањата во општина Радовиш да изреализираме повеќе проекти и во делот на патната инфраструктура и во делот на спортот. Сега не знам колку ќе ни дозволи времето, но убаво е да спомниме дека во Радовиш се инвестира 915.000 евра во делот на локалната патна мрежа. Исто така во сопствени средства од буџетот на локалната самоуправа доинвестиравме уште 10,5 милиони денари за реконструкција на фреквентните сообраќајници и за реконструкција на ударните дупки во градот. Сега за 2014 апсолутно имаме уште поамбициозна програма со сопствени средства во делот на сопствениот буџет, во делот на патната инфраструктура, во делот на спортот. Апсолутно, можеби сме и една од општините кои што 2013 година ќе одбележи како општина која што апсолутно доста средства издвои во делот на спортот и во делот на инфраструктурата, но и генерално во помагање на спортските клубови. Направивме неколку мултифункционални игралишта. Сега за завршна фаза се уште 2 мултифункционални игралишта. Едното го правиме во соработка со Агенцијата за млади и спорт во дворот на Никола Карев, основното училиште, и едно сопствени средства 10,5 милиони денари во дворот на гимназијата Коста Сусинов. Го реконструираме градскиот фудбалски стадион, ги помагаме апсолутно сите клубови кои што екзистираат на територијата на општина Радовиш и тие веќе ја оправдуваат нашата инвестиција и нашата помош од локалната самоуправа. Борачите се шампиони, ракометарите се напредуваат во најелитната лига во Република Македонија, во Суперлигата и се на високото 4-то место, и сите тие други помали клубови, кошаркарите, каратистите, џудистите, генерално значи во спортот направивме поголеми раздвижувања. Да, апсолутно. Сега кога сме кај проектите кои што се реализираа изминатата 2013 година, што ви беше приоритет? Покапиталните инвестиции кои што ги направивме како општина е во делот на здравството. Од сопствениот буџет издвоивме 13,5 милиони денари за целосна реконструкција на зградата на консултативно-специјалистичките дејности. Исто така од сопствени средства набавивме еден 3D колор ехо апарат кој што е веќе во функција. Нашите специјалисти се на обука и е веќе во функција и служи на граѓаните за рана превенција и диагностика. Но тука не застанавме со поддршката на здравниот дом. Веќе во соработка со директорот на здравниот дом е договорено уште една заедничка инвестиција во делот на енергетската ефикасност, за која што од сопствениот буџет на општината издвоивме 5,5 милиони денари за целосна реконструкција на здравниот дом во делот на столаријата. Мислам дека ако го заокружиме целиот процес на инвестиција во здравството, некаде доаѓа сума од 13,5 милиони денари, што е можеби премногу од нашата општина, но кога станува збор за здравјето и превенцијата кај нашите сограѓани, апсолутно ние и понатаму сме на мислење дека ќе ја продолжиме таа соработка и веќе за 2014 година имаме договорено со здравниот дом да набавиме во заедничка инвестиција во вредност од 9 милиони денари еден мамограф, кој што ќе заокружи нашата инвестиција во делот на здравството. Дајте, споменавме и здравство, и спорт, и во други некои области. Значи, генерално 2013-та плодна за вас и за Радовиш, може да се каже. Да. Што е она што треба да се промени во овој град? Имате контакт со граѓаните, на што најмногу се жалат? Вака, ние се трудиме, значи, да ги опфатиме сите сегменти на нашето општествено живење и во делот на културата, значи направивме одредени манифестации. Да, пред малку ни споменавме на манифестација во ноември што беше. Татлија, но и претходно имавме една друга манифестација во месец август, кога го чествуваме и празнуваме празникот на градот Свети Спасо Радовишки. За прв пат
преземавме една иницијатива да организираме спектакуларен концерт на Тони Цетински и мислам дека беше задоволство да се биде во Радовиш во тој период и сега еве пред неколку месеци значи ја организиравме манифестацијата Самуни Татлија, Татлија, која што еве тоа беше за прв пат, за нели? прв пат организирана по наша иницијатива и впрочем овие два специјалитети во делот на кулинарството се својствени исклучиво за Радовиш. Еве ние полека успеваме да ги брендираме и да ги промовираме како специјалитети на нашиот град и јас сум оптимист дека ова манифестација ќе прерасне во убава традиција. На конкретното ваше прашање што најмногу му недостасува на градот Радовиш, ние се трудиме, значи и во делот еве на ова што претходно го спомнуваме, но и во делот на разобување на нашиот град да направиме некои случаи, во делот на детските рекреативни качина, во делот на хортикултурата. Значи во низ направиме повеќе активности, но главниот прашање и клучниот проблем на Радовиш е делот на невработеноста и развојот на економијата и стопанството. И впрочем, клучен проблем е во делот на невработеноста и тука, за жал, в 2013 не можеме да кажеме дека направивме некои поголеми успеси, но сме оптимисти бидејќи сите сигнали кои што ги добиваме и сите тие разговори, поддршка која што добиваме и од владата на Република Македонија и од претседателот на владата господинот Никола Груевски, од вице-премиерот Ставревски и вице-премиерот Пешевски, дека Радовиш е една од општините во која ќе се гради технолошко-индустријската развојна зона. Таа е во завршна фаза, експроприација веќе 99% е завршена. Средствата се предвидени во буџетот на Агенцијата за привлекување на странски инвестиции и очекуваме 2014 година да ја основаме таа зона, која ќе биде исчекор нели во подобрување и во делот на создавањето на предуслови за привлекување на инвестиции, но и креирање нели на нови работни места. Во тој сегмент и во тој поглед сме апсолутно оптимисти, бидејќи и ние веќе размислуваме со сопствени средства да инвестираме во креирање на индустријска зона со сопствени средства, за да можеме еве и ние да се потрудиме во делот на создавањето и привлекувањето на потенцијални инвестиции. Така да, кажавме и на самиот старт дека генерално сте задоволни од она што се случуваше во 2013-та, сегаш нели може и подобро, затоа се она што не е успеало да се изреализира оваа година, ќе биде изреализирано во следната. Хајде да кажеме што е планирано, верувам дека веќе имате агенда за следната година. Апсолутно, значи веќе е донесен и буџетот, е донесена и програмата за изградување на градежно земјиште за урбанистичко планирање, за јавно осветлување и апсолутно имаме една амбициозна програма пред нас и мислам дека со она што го имавме како искуство од 2013 за овие 7-8 месеци ни дава за право да си веруваме самите на себе, да веруваме во тимот околу нас, дека оваа амбициозна програма во поголем дел ќе ја оствариме. Главен акцент за 2014 година е ставен во делот на патната инфраструктура, значи се офатени повеќе улици во населените места, односно во местните заедници по населените места, исто така и дел од улиците во градот, и еден локален пат кој што е прилично доста голема инвестиција, негде од 39 милиона, односно 600.000 евра, кој што ќе правиме, односно ќе асфалтираме со помош на кредит од Светска банка преку Министерството за финансии. Тука сме во завршна фаза и очекувам 2014 да раните денови на пролета и почнеме со активности на терен. Исто така ќе продолжиме да го разобуваме нашиот град. Планирана е целосна реконструкција на плоштадот и фреквентните шеталишта во градот. И мислам дека сето она што го предвидивме ќе најдеме начин и можности да и го изреализираме. Да, предпоставувам дека имате контакт со граѓаните и предпоставувам дека лесно може да дојдат до вас доколку сакаат да поразговараат за нешто со вас, да се советуваат. Колку тоа често го правите и колку сте достапен за нив? Бидејќи е многу важно, верувам. Па се трудиме. Еве самиот факт што за овие 7-8 месеци направивме 3 посети по местните заедници, значи на отворени средби со граѓаните. Сега го заокружуваме третиот циклус на посети. Овие денови ни останува уште 1 до 2 местни заедници. Самиот факт што секоја прва сабота во месецот сите тие граѓани кои што ќе искажат потреба да комуницираат со градоначалникот, со локалната самоуправа, имаат можност секоја прва сабота да дојдат во локалната самоуправа, да разговараме на секоја тема и да се потрудиме заеднички да изнајдеме решение или да помогнеме. Во тој дел мислам дека доволно посветуваме и доволно сме непосредно блиски со граѓаните за да го слушнеме нивниот контакт, да добиеме повратна информација, нели и ние да знаеме како и во кој правец да ги движиме нашите активности.
Да, минатата недела градоначалникот на Битола ни беше гостин. Пред тоа ти има отворен ден на идеи и баш на оваа тема зборувавме со господинот Талевски и го прашав тогаш, ќе ве прашам и вас, зашто најчесто бараат да зборуваат со вас за лични проблеми или нешто што е поврзано општо со градот во кој живеат? Добро. Во овој случај Радовиш. Поголемиот дел од сограѓаните на тие средби кои што ги остваруваат со нас, акцент се става на невработеност, односно барање, нели, основна екзистенција, што кажавме и клучен проблем на Радовиш, но има и такви кои што знаат да кажат некоја добра идеја за да ние да ја преточиме во проект и да отпочнеме да ја изреализираме. И да прифатите. Да, апсолутно, значи немаме комплекс или суета дека се знаеме или се можеме, тука се, нели, апсолутно сите кои што сакаат да дадат допринос во развојот на нашата општина. Така ете и за крај може да кажеме нешто и за новогодишната ноќ, односно на ваша честитка до сите граѓани, до сите гледачи на Канал 5. Добро, бидејќи сме на прагот, односно на крајот од 2013, на прагот на 2014 година, од моје име, од името на општината Радовиш, на вас, на вашите гледачи на Канал 5, особено на граѓаните на Република Македонија и на нашиот град, им ги честитам новогодишните и божикните празници со желба за здравје, берекет, благосостојба на нивните фамилии, а ние како локална самоуправа на нашите сограѓани ќе се потрудиме максимално да дадеме допринос и да го подобриме квалитетот на живење на нашите сограѓани. Јас ви благодарам многу, јас ви посакувам и вам лично се најдобро, но и на граѓаните на Радовиш, но и на сите граѓани на Република Македонија да ни се исполнели сите желби што ги сакаме, она што ќе биде најново во иднина во Радовиш, слободно. Ние ќе се договориме, ќе се видиме повторно и ќе исконтактираме секако и ќе презентираме тука во нашето студио. Уште еднаш ви благодарам што дојдовте утре во време да дојдете дури од Радовиш до тука. Знам дека имате и вие многу обврски како и сите ние, но ете сакавте да бидете дел со цел да поразговараме за она што беше актуелно и она што ќе се случува следната 2014. Се гледаме во нека друга прилика. Благодарам и на вас, задоволството беше мое. Ете, тука некаде ќе го завршиме и разговорот со денешниот гостин, градоначалникот на Радовиш, господин Сашко Николов, со кој го завршуваме денешното издание на Здраво Македонија. Јас ќе ви посакам да имате убав ден и секако да останете на оваа фреквенција. Следно нешто што ќе погледнете е визита, не заборавајте дека утре повторно ќе се дружите и со мене и со Роберт од 7 до 10. Пријатно.